Крв, смарагдниот остров со прекрасни плажи, зеленило и многу историја. Сместен во водите на Јонското море, Крв е живописен остров прекриен со бујна зелена вегетација, опкружен со водите на Јонското море кои што ги заплиснуваат бројните прекрасни плажи и стариот град Крв, кој што е историски центар со долга историја која што опфаќа повеќе царства. Со своите прекрасни плажи, прекрасната природа и историски знаменитости, овој грчки остров нуди разновидни искуства. Час и половина од патувањето ќе бидат на траект кој вози од пристаништето Игуменица до две главни пристаништа во градот Крв или алтернативно можете да патувате до пристаништето Бриндиси ако се сместувате во јужниот дел на островот. Посетивме неколку од плажите на Крв, па да одиме поред. Плажата Ла Грота е природно камено чудо. Скриена на крпестиот западен брег на Крв, плажата Ла Грота е место за љубителите на скокови од карпино и за подводни авантуристи, кои што тука може да најдат најразличен жив свет. Оваа скриена убавина е достапна само пеш или со брод и е своевиден задскриен летен камен пейзаж кој што ги остава посетителите воодушевени. Со кристално чистите тиркизни води и високите карпи, плажата Ла Грота е задолжителна посета за оние кои што бараат природна убавина и забава, бидејќи на неа работи кафе-бар, каде може да се ужива во добра музика и поглед на плажа и секако да ги гледате скоковите во вода на туристите, но и на искусните скокачи. А доколку сакате авантури под вода, може да дојдете и до некој примерок од морски еж, како овој на снимката, па затоа ви препорачавме да носите обувки на нозе додека газите по камењата во плиткиот дел. Палаја Кострица, крајбрежен рај. Сместено во северозападниот брег на Крв, Палаја Кострица е крајбрежно село познато по својата впечатлива убавина. Селото може да се пофали со повеќе песочни плажи и скриени заливи, каде што посетителите можат да го впијат сонцето или да го истражуваат подводниот свет, преку нуркање или да се возат со чамци до околните места. Сидари, рајска плажа со легенди за вечната љубов. Сместено во северниот брег на островот Сидари е рај за љубителите на уникатни плажи. Неговата главна атракција е каналот на љубовта, кој што е составен од низа мали заливи и импресивни карпести форми. Легендата вели дека паровите кои што пливаат низ тесниот канал ќе доживеат вечна љубов. Неверојатните песочни плажи на Сидари, вклучително и популарната плажа Сидари и плажата Логас, нудат мирно место за оние кои што трагаат по сонцето. Ипсос, живо одморалиште на плажа. За оние кои што бараат поживо искуство на плажа, Ипсос е вистинското место. Сместено на североисточниот брег, Ипсос може да се пофали со долги плажи со камчиња, на кои што има повеќе барови на плажа, таверни и ноќни клубови. Градот привлекува помлада популација која што бара забава на плажа и жив ноќен живот. Љубителите на водени спортови може да учествуваат во активности како што се скијање на вода и падобранство, додека други едноставно може да се релаксираат и да уживаат во чистите води. Градот Крв, спој на историја и шарм. Во срцето на островот се наоѓа градот Крв, кој заради богатата историја се наоѓа на листата на светско наследство на УНЕСКО, каде што историјата оживува среде лавиринт од тесни улици и шарени згради во венецијански стил. Централното место на градот е прекрасната стара тврдина која што гордо стои над Јонското море. Истражете ги тесните улички на стариот град, полни со локални продавници за занаидчи и традиционални таверни. Не пропуштајте да ја посетите Листон, прекрасно аркадно шеталиште, инспирирано од париската архитектура, кое што нуди совршено место за лежерно кафе или освежителен пијалак. Историјата на Крв, остров обликуван од легенди. Историјата на Крв е полна со митови и легенди. Познат како Смарагден остров, тој бил населен уште од античко време и низ вековите бил под влијание на различни цивилизации, вклучувајќи ги грците, римјаните, венецијанците и британците.
Откријте ги трагите на овие култури низ културно-историските споменици кои што стојат како сведоштва за богатото минато на крв. Различното наследство на островот може да се види и во музеите и градбите кои што и денеска го красат градот, како што е оваа палата која што била изградена од британските колонијални власти, а денес е музеј на азиска уметност, до градините на дворците останати како наследство од власта на Австро-Унгарија. На островот Крв, во стотиците православни цркви, најпозната е црквата посветена на Свети Спиридон, која што е монументален објект и незината камбанарија доминира над централното старо градско јадро. Но една друга православна црква по се изгледа е единствена. Оваа црква е прилепена од двете страни до двете други згради и на средината меѓу становите е црквата. На Крв има и голем аквапарк, кој што нуди различни адреналински тобогани, но ја има и оваа така наречена Lazy River, по која споро се движите и уживате додека лежите во гуми или се нишате на брановите во овој базен кој што прави вештачки бранови. Полетно-слетната писта на аеродромот во Крв е претворена во збиралиште за љубителите на фотографии, зависници од социјални мрежи и инфлуенсери кои што тука доаѓаат да ги снимат и фотографираат авионите кои што слетуваат над пешачката патека изградена во морето. И додека авионите ги привлекуваат погледите на туристите, група деца од локалното население трчаат во плитките води и ловат морски ракови кои тука ги има во изобилие. Крв со своите разновидни пејсажи, богатата историја и целата понуда нуди незаборавно искуство за одмор. Без разлика дали уживате на камената плажа Лагрота или во преубавото синило на Палајо Крастрица, препуштајќи се во живата атмосфера на Ипсос, истражувате во историјата на градот Крв или уживате во уникатната убавина на Сидари, овој грчки остров ветува незаборавна авантура, исполнета со природни чуда, културни откритија и топло грчко гостопримство. Дојдете и сами откријте магијата на Крв.